Здраво, јас сум Џемилијана Абдулова Џема, председателка на Ромски културен и медија центар Бариканипе. Председателка сум на Бариканипе веќе 9 години. Бариканипе е формиран во 2016 година. Имам студирано новинарство на правен факултет. Моментално работам како Specialist Operations во Liorон Институт. Растејќи со мајка новинар, која што е активист повеќе од 30 години, имам сретнато многу убави моменти во културниот живот пред 30 години. Тоа беше навистина преубаво, нонстоп со културни активности, со културна сцена, со театар. И знаев уште од мала дека кога ќе пораснам, сакам да отидам по стапките на мојата мајка и другите жени активистки како мојата мајка. Бариканипе на ромски значи гордост. Затоа и постои Бариканипе, дека сме горди на нашата традиција, на нашите корени, на нашата култура, на нашата богата култура и на нашиот идентитет. Приказната на Бариканипе започна во 2016 година со идеја на студенти роми да ја основаме организацијата и да работиме повеќе на издаваштво, на оставање повеќе книги и литература на ромски и на македонски јазик за идните генерации, бидејќи сметаме дека со оставање на пишаниот збор може да се едуцираат многу наредни генерации и да се зачува тој идентитет и нормално да си го зачуваме нашиот мајчин јазик. Можам да кажам дека си имаат променето многу работи од пред 30 години, откако што е основана првата женска организација ДАЈА. Тогаш ги има собрано сите жени ромки за да го изградат патот на кој што чекориме ние, денешните млади жени и девојки ромки, и сметам дека и ние ќе оставиме зад нас многу идни генерации кои што ќе чекорат по нашиот пат. Нивниот пат беше многу трнлив, со многу стереотипи, предрасуди дека жената не може, но жената ромка дупло повеќе не може. Со сите тие можни стереотипи си имаат борено и можам да кажам дека денес имаме многу дипломирани жени ромки, многу магистерки, имаме жена која што работи во кабинетот на председателот, имаме адвокатка, имаме библиотекарка, имаме доктори, имаме сестри, имаме навистина успешни жени во сите сфери. Во мојот живот ромската култура значи премногу. Секогаш зборам дека ја работам на Романипе. Романипе е се што го сочинува еден ром заедно со сите негови белези, со неговиот културен идентитет, со неговото потекло, со неговата традиција, но и со неговиот мајчин јазик. Романипе сите го носиме во нас, бидејќи не прави различни да сме тоа што сме денес. Можеме ние да искочиме од Романипе. Романипе е идентитетот што го содржи секој еден ром. Жени инспирации во мојот живот има повеќе. Ќе набројам само неколку, бидејќи кога се збори за жената ромка треба да станам, да им одадам почит, бидејќи тоа они што го направија е тоа што Џема е денес. Ќе ја спомнав Севдија Демирова Абдулова, Есма Реџепова, Мирдита Салиу, Дилбера Камберовска, Васвија Бајрам. Има премногу жени што имаат посветено цел нивен живот за зачувување на ромскиот јазик, ромската култура, но исто така се жени борки кои што ни овозможија на нас младите да бидеме волку успешни.
Ромскиот културен и медија центар Бариканипе има издадено повеќе од 20 книги на ромски и на македонски јазик. Како најзначајни ќе одберам неколку. Според мене најзначајна ни е првиот детски едукативен роман на ромски јазик Волшебната шнола. Како нејзин продолжеток е книгата Авантурите на Мелиса. Трета книга, која што е навистина многу важна за нас, е Културното богатство на ромите. Внатре ги содржи сите можни основно положници на ромската култура, исто така и вредни настани за кои што треба да се збори во иднина. Исто така, Бариканипе има направено неколку кратки видеоприказни на успешни жени ромки. Имаме 2 проекта со тоа. Едниот ни беше како културните работнички се справуваат во време на ковид. Еден од проектите, еден ден со, ја имаме одбрано Бајса Арифовска, уметник, жена која што свири на повеќе од 11 инструменти. Ја имаме Силви Бенд и ја имаме Мирдита Салиу, книжевник и писателка и коавторка на повеќе книги на Бариканипе. Зошто ги одбравме баш овие 3 жени? Бидејќи сметавме дека се малце поразлични од другите и треба да се збори за нив. Првиот видеопроект на успешни жени ромки ни беше со многу успешни жени ромки. Првата е прва адвокатка ромка Алма Мустафова. Втората жена беше Елма Демировска, прв мајор. И третата ни беше Фатма Земовска Бајрам, библиотекарка во НУП во Битола. Со тоа сакаме да покажеме дека жените ромки умеат и смеат да работат се што ќе посакаат. Морам да кажам дека предизвици има и тоа многу големи кон финансискиот дел од Министерство за култура. Имаме многу малце средства за да направиме било каков настан. Со тоа можеме да објавиме годишно една книга и една манифестација, но средствата не се доволни, бидејќи не може со најминимален буџет ние да направиме манифестација плюс да испечатиме по 30 примероци на книги, но затоа имаме европски фондови кои што ни дозволуваат да имаме повеќе проекти годишно, но тоа не спречува и од наши средства да издадеме книга, да направиме некое си видео, бидејќи знаеме дека во иднина ќе значат премногу за сите млади генерации. Имаме премногу планови. Бариканипе не застанува само на организирање на поетски манифестации, на издавање на книги и правење на видео успешни приказни. Имаме и младински семинари во кои што креативни работилници за пишување на поезија, на проза ќе бидат објавени. Исто така и секоја година го имаме Евромонт, музичка поетска манифестација, каде што се наоѓаат поети од сите етнички заедници во Македонија, преубав собир, секој си чита поезија на свој јазик, во придружба со убава традиционална музика или тивка акустична музика. Друго, имам уште 2 книги, за кои што не можам да зборам повеќе, тоа во наредниот период ќе биде објавен. И ќе можат сите да дојдат да земат по некој примерок, може слободно да ми пишат за книги, бидејќи нашите книги се подарок и сакаме секој еден да ги има дома. Авторка сум на книга Small Roma Memory Book, книга за ромската култура. Напишана е на 2 јазика, на ромски и на англиски јазик, бидејќи е наменета за европски пазар и во Европа да се дознае повеќе за ромите во Македонија. Исто така започнав со пишување на втора книга за жени ромки. Се уште не знам што ќе содржи, бидејќи сакам да ги вметнам сите жени што имаат одадено многу, имаат направено
за ромската заедница. Ја би им препорачала на сите никогаш да не си го предадат својот сон, да си го градат својот сон, ќе успеат, патот е многу трнлив, со многу пречки, но не е невозможно да работат на тоа што го посакуваат. Бидејќи сите сме исти и сите можеме да постигнеме многу.